Земјоделците од Струмичко-Просениково гневни што фитосанитарната инспекција го забрани извозот на пролетната зелка од фирмата Џумбо. Автоматски, ова значи дека се забранува и откупот на произведените количини. Земјоделците денеска со натоварени тракторски приколки беа затечени од ситуацијата на откупниот пункт. Реагираат што во ек на откупна сезона се забранува извоз на оваа компанија која со години врши откуп на зеленчук и се плашат што со нивното производство се. Гајби да береме роба, зелки. Сите луѓето уши гледаш, набраа на понија тракторто, дојде инспектор и забрана дава. И сега? И сега вика таа вторник. А производството на лабораторија ќе го носиле. Ја го производството тука. Оберно, дек да го носиме, треба да го фрлиме ница. Прекина во откупа веќе, не се откупува. Ама строго само за тај магазин важи во Просениково, мислам, за други села не знам како. Таа инспекција не ми стои од Струмица. Скопска регистрација. Што да кажеме, сите сме на иста мака. Сделката го собераме, дојдеме тука таман да мераме, вика стоп, прекинува откупот. Што работа, не ќе да каже. Не сака да каже. И тука чекаме сега, што ќе биде, не знаме. Околу 2 часа траеше контролата. Од фирмата не коментира за новонастанатата ситуација. Инспекторот одговори дека се врши контрола на квалитетот на пролетната зелка од болести. Според него, се додека не се добијат резултатите, се забранува извоз на пролетната зелка од оваа компанија. Дојден сум да земам моста, пошто има опасност, се појавува подоптери турари, се вика еден инсект, да ја испитат, а после тоа да дозволиме пак извоз на оваа фирма, на Џумбо компани. Толку може да даде. Значи ли тоа дека откупот овде е стопиран? Не, откупот тече, ама како ќе се снаоѓа без извоз, тоа... Кажувате тука тај магазин не се откупува. Значи, овој извоз ќе биде дозволен сега, одам да го ова, а после тоа, додека не биде готова анализата, ќе биде забранет извоз за Џумбо. Значи се чекат резултати. Благодарам многу, повеќе не. Денове откупните пунктови се на удар на инспекцијски контроли. Пред 2 дена првиот човек на земјоделскиот инспекторат најави казни за 7 пункта. Земјоделците обвинуваат дека контролите се селективни. Инаку зелката денеска се откупуваше по цена од 8 денари за килограм.